Добар ден, вести во 18 часот. Ова се настаните на денот. УЈП ги суспендираше инспекторите опфатени во предистрагата за пожарот во Пулс. Коцевски потврди дека се води уште една за лица од други институции. Постапката воопшто не е ниту затворена во однос на не само на УЈП и на евентуално други некои институции. Почна судењето за поранешната председателка на антикорупцијска Татјана Димитровска. Обвинета е за оддавање службена тајна и за лажно полагање тест за државна тајна. За 20 години ќе имаме помалку од 1 милион жители, алармира премиерот Мицкоски. Нека ме нарекуваат конзервативен, заостанат, како сакаат нека ме нарекуваат, но ова мора да биде прв приоритет на оваа влада. За наталитетот се потребни услови, не само говори, реагира од СДСМ. МВР и Центарот за социјална работа во координирани акции ги отстрануваат питачите од скопските улици. Му се дава документација за прекршок или кривично дело за запуштање на дете. За 2 месеца евидентирани десетина семејства. УЈП ги суспендираше инспекторите опфатени во предистрагата за пожарот во дискотеката Пулс. Оттаму велат дека одлуката е донесена за да се заштити интегритетот на институцијата, додека постапката е во тек. Републичкиот јавен обвинител Коцевски пак потврди дека се води уште една предистрага во која се опфатени и лица од други институции. Михајло Ведимлиски. Управата за јавни приходи ги суспендираше инспекторите опфатени во предистрагата на обвинителството поврзана со пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Откако ИРЛА објави пораки помеѓу Михајло Јованов, синот на газдата на Пулс, и инспектори од УЈП, ДПИ и полицијата. Од УЈП за Канал 5 вела дека решението за суспензија е донесено за да се заштити институционалниот интегритет се додека трае постапката. Во објавата беа презентирани комуникации меѓу вработени лица и даночен обврзник, кои укажуваат на можност за оддавање на даночна тајна, како и неовластено информирање за предстојни контроли и координирани активности. Ваквото однесување представува сериозно прекршување на кодексот на однесување на вработените во УЈП. Велат оттаму. ИРЛА објави комуникација на синот на газдата на Пулс со инспекторот од УЈП Драган Паунов, кој инаку е брат на ВД председателката на Кривичен Даниела Димовска, како и со даночниот контролор Дуле Димитриев од УЈП Штип. Државниот обвинител Љупчо Коцевски потврди дека се води уште една предистрага во која се опфатени не само инспекторите од УЈП, туку и лица од други институции. Прашан околу тоа дали обвинителството ќе истражува и евентуални влијанија врз постапката, Коцевски не одговори конкретно, но уверува дека нема да се пропушти ниедно инкриминирачко дејствие. Овие податоци што беа изнесени од страна на истражувачката лабораторија не се ништо нови. Сите овие пораки се испратени до одбраната. Сите овие пораки се испратени до судот. Сите овие пораки ги имаше и Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа, тоа се многу малку пораки во однос на она што обвинителството располага во моментов и има таму можеби уште на десетина инкриминирани дејствија, што значи дека постапката воопшто не е ниту затворена во однос на не само на УЈП и на евентуално други некои институции. Јавните обвинители верувајте дека нема да пропуштат ниедно дејствие, ниту некој евентуално потенцијален сторител што извршил некои инкриминирани дејствија, а да не биде опфатен со истрага, односно со обвинение. Обвинението за пожарот во Пулс според најавите од Кривичен ќе биде оценето до крајот на неделава. Предметот за осомничените полициски службеници од Кочани и Штип, кој го води обвинителството за организиран криминал и корупција, е се уште во истрага. Инаку Советот на јавни обвинители денеска констатираше дека завршува мандатот на председателката Душица Димитриевска, а изборот за нов председател е одложен до завршување на изборите. Почна судењето за екс-председателката на антикорупцијска Татјана Димитровска, обвинета за оддавање службена тајна и за лажно полагање на тест за државна тајна. Обвинителството тврди дека има цврсти докази, вклучително и материјали од незиниот телефон. Одбраната пак бара ослободителна пресуда, вели дека доставените информации не биле класифицирани. Повеќе од Маја Стојановска.
Екс-председателката на ДКСК Татјана Димитровска седна на обвинителната клупа. Обвинителството ја товари за 2 кривични дела: оддавање службена тајна на обвинетиот во предметот адитив Небојша Стојановиќ, како и дека наместо неа тестот за добивање сертификат за државна тајна го полагал ревизорот од ДЗР Миле Столевски. Од обвинителството велат дека располагаат со цврсти докази во однос на обвинетите. Најавија дека при крај анализата на податоците преземени од телефонот на Димитровска се работи за околу 250.000 електронски записи од телефонот на председателката. Паралелно, додека се врши анализата на податоците од телефонот, обвинителството превзема и други действија согласно закон, како што се прибавување на потребни податоци од надлежни институции и сослушување на сведоци по однос на одредени индиции кои што произлегуваат од овие податоци. Одбраната на Димитровска тврди дека кривичното дело оддавање службена тајна не е остварено, од причина што податоците кои завршиле кај Стојановиќ не биле службена тајна, туку јавно достапни. Во однос на делото компјутерски сертификат, одбраната предложила сведоци од АНБ и ДКСК со објаснување дека тестот не бил суштински да се добие сертификатот, туку проценката на АНБ. Јас очекувам за Татјана Димитровска ослободителна пресуда. Ние доставивме во меѓувреме докази кои целосно го дискредитираат обвинението против неа, и тоа докази од антикорупцијската комисија, извештај од 30 јули 2025 година. Освен за Димитровска, денеска судењето започна и за ревизорот Миле Столевски, за Борче Најдов, вработен во семејната фирма на Стојановиќ, како и за Билјана Петровска-Мантева, директор за финансиски работи во ТЕЦ Неготино, кои се обвинети за оддавање службена тајна. Претходно судечкиот совет го одби предлогот на обвинителството за спојување на овој предмет со предметот адитив, со образложение дека на тој начин постапката би се одовлекла. А состојбите во правосудството и денеска мета на обвинувања на релација власт-опозиција. Лидерот на СДСМ Венко Филипче обвини дека ВМРО-ДПМН сака да го контролира судството, откако премиерот Мицкоски на синокешниот прв митинг во Скопје изрази незадоволство од функционирањето на правосудниот систем. За ова Јана Јосифовска. ВМРО-ДПМН веќе е очајно кога зборува за судството. Прочитан си како буквар и не направи ниту една реформа, реагира лидерот на СДСМ Венко Филипче по постојаните критики од премиерот Мицкоски и ВМРО-ДПМН дека СДСМ се виновни за лошите состојби и влијанија во правосудството од време на нивното владење. Според Филипче, власта не ја интересира правдата, а од вкупно 12 закони кои што требаше да се донесат оваа година, ниту еден, како што рече, не само што не е донесен, не е ниту поднесен од страна на Министерството за правда во собранието. Сакам јавно да ги прашам до кога Венко Филипче и СДСМ ќе им бидат криви што не можат да спроведат ништо, ниту една реформа. Година и пол дена наназад поставуваат своји судии, своји обвинители, само го партизираат судството, нема ништо суштински од спроведувањето на реформите. Јас бев тој кој што понуди врака, бев на состанок кај премиерот да направиме заеднички работни групи, да се спроведе реформската агенда. Досега не е донесен ниту еден реформски закон од сферата на правосудството. Не може партиски портпароли да кажуваат кој треба да биде зад решетки. Тоа треба да го каже независно и целосно функционално судство. Мицкоски на синокешниот прв митинг во Скопје изрази незадоволство од функционирањето на правосудниот систем, кој според него станал главно упориште на неправдите и, како што рече, аргатите на системот кој го поразиле. Тој по изборите најави темелни реформи во правосудството и ставање крај на, како што ја нарече, длабоката држава. Сакам да најавам дека после локалните избори нема да има ниту политичка коректност, ниту правна толеранција кон структурите што функционираат како длабока држава во одбрана на криминалот. Следуваат реформи за кои знам дека некои платени мегафони ќе паѓаат во несвест, но овој пат мора да не биде. Не може веќе правдата да чека, ниту да функционираме во две паралелни нееднакви Македонии.
Двајцата лидери и во периодот пред кампањата меѓусебно се критикуваа за состојбите во правосудството. Ставот на Филипче е дека власта не прави речиси ништо за правна држава и реформските закони за ЕУ, додека Мицкоски смета дека проблемот со законите е што со нив се бараат само високи плати кои судиите и обвинителите според него не ги заслужуваат. Отстранување на депониите и јавниот превоз во фокусот на дел од кандидатите за Скопје. БРТ системот повторно се најде во плановите. Со актуелната стапка на наталитет за 20 години може да бидеме под 1.000.000 жители, вели премиерот Мицкоски. Во обраќање на настанот посветен за демографските трендови, тој истакна дека формирањето на многодетно семејство според него е највисок патриотски чин. Од опозицијата пак реагираа дека за тоа да се оствари потребен е достоинствен приход. На оваа тема Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Премиерот Христијан Мицкоски стравува од реалните предвидувања дека за 20 години Македонија ќе биде држава со помалку од 1.000.000 жители, што ќе значи колапс за здравствениот фонд. На денешниот настан посветен на демографските трендови, премиерот се осврна на формирањето многодетно семејство како највисок патриотски чин на еден народ за сопствената татковина. Најави повисоки плати и поголеми можности за младите, вклучително и 6 бесплатни обиди за инвитро оплодување на товар на фондот наместо досегашните 3. Да сакаме татковината, и тоа е патриотски чин, значи да имаме повеќе деца. Нека ме нарекуваат конзервативен, заостанат, како сакаат нека ме нарекуваат, но ова мора да биде прв приоритет на оваа влада и на сите следни влади. А тоа е многодетните семејства. Забадијала ни се градинки ако нема деца. Забадијала ни се училишта ако нема деца. Забадијала градиме автопати и пруги ако нема кој да вози по нив и кој да се вози на нив. На ова реагираат од опозицијската СДСМ. Велат дека за одгледување на повеќе деца потребни се пари и услови и дека на Мицкоски треба да му биде јасно дека сите сакаат деца, но за да се има повеќе деца, потребно е родителите да се чувствуваат сигурни со стабилни приходи и да живеат во перспективна држава. Знае ли Мицкоски дека според последните статистики дури 22% од децата живеат во сиромаштија? Наместо да работи на политики за зајакнување на стандардот, покачување на платите, обезбедување поддршка за мајките и жените, наместо да се бори со конкретни механизми за да ги мотивира младите брачни парови да имаат деца, тој им беседи за патриотизам. Патриотизам е да се бориш за луѓето, за секое семејство, да ги покачуваш платите, а не да ја штитиш олигархијата. Настанот беше во рамки на промоција на 5-годишната програма на владата и Фондот за население на Обединетите нации. Полицијата и социјалните работници во акција за отстранување на питачите од скопските улици. Целта, како што најавуваат оттаму, не е само да се тргнат децата од крстосниците, туку и да се понуди системска помош за најранливите. За ова Сања Трајковска-Ставров. Од скопските крстосници се отстрануваат деца и возрастни питачи кои најчесто одат од автомобил до автомобил со испружена рака за некој денар ситно, а некои нудат и услуги за чистење на шофершајбни. Ваквата акција ја спроведуваат социјални работници заедно со полицијата, а неделава се прибираат питачи од центарот на Скопје. Ваквите акции одземаат време по текот на денешниот ден затекнати се само еден родител и дете како питачат на улица и првично се однесени во полициската станица Битпазар, вели Елизабета Поповска-Маневска, раководител на сектор за деца во ризик и малолетници во судир со законот при Центарот за социјални работи Скопје. Заедно со инспекторите за малолетничка деликвенција при МВР доаѓаме со нив заедно и со родителот и со детето во полициска станица, каде што се врши распит или се документира настанот и на родителот од страна на полициските службеници му се прави прекршок, му се дава документација за прекршок или кривично дело за запуштање
препуштање на дете. После тоа му се дава покана врз основа на која родителот заедно со малолетното дете, меѓутоа доколку имат и други деца и мајката, да дојдат во центарот за социјална работа, каде што се отпочнува целосно постапка за тоа семејство. Но ако се затекнат деца што во моментот се препуштени сами на себе, има друга постапка, па детето се носи во куќа или во згрижувачко семејство и оттаму почнува постапката за него, појаснуваат од Центарот за социјална работа. Во зависност од тоа, од проценката што ја имаме и годините на детето, веднаш имаме на располагање куќа, интервентна куќа при 25 мај, домот што е во Скопје, тоа се претходно беше огромна зграда, во моментот веќе е неколку години, потоа се мали групни домови, каде што се згрижени лица, меѓутоа имаме и собствена, значи куќа која што е интервентна, каде што се носи детето, за да може во периодот во тие 24 сати да се види кои му се родители, како му се да се истражи, каде детето да се види да има роднини, нема роднини, за да може понатаму да се води низ процесот. Во акциите во периодот од околу 2 месеца има десетина семејства кои се затикнати како питачат и се евидентирани, велат од Центарот за социјални работи. Оттаму сметаат дека иако на питачењето не може да му се стави крај, сепак ваквите акции се во насока да им се помогне на луѓето на кои улицата им е начин на живот, бидејќи не знаат дека државата нуди помош. Лековите за рак на дојка до крајот на неделата треба да стигнат на онкологија. Директорот Стојковски најавува нов систем за навремена дистрибуција, откако пациентите алармираат дека терапиите доцнат и по 2 недели. Според него, скрининг програмите се клучни за рано откривање и заштеда на трошоци. Миријана Мирчевска, Јовановиќ. Лековите за рак на дојка, палбоцицлип и рибоцицлип до крајот на неделата треба да бидат пристигнати во клиниката за онкологија и радиотерапија. Застојот на лековите до 2 недели зависи од самата дистрибуција на лековите. Потребно и треба да разгледаме нови системски решенија со цел лековите да бидат доставени на време, изјави Игор Стојковски, директор на клиниката за онкологија и радиотерапија. Работиме на некој систем точно да направиме нека предикција, значи, за потребите, да речеме, да можеме да ги спланираме соодветно по квартал. Тендерите се реализирани со тоа што имаш некои лекарства, што беа посебно тие постари генерации, збориме за хемотерапија, цитостатска терапија, кои заради X причини, значи, многу често се случува, значи не многу често, на среќа не се случува често да немаме понудувач, значи за одредена ставка. Многу често се ува, значи постојат опции каде што еден лек може да е заменлив. Минатата година на клиниката имало 5300 пациенти, годишно има нови и до 400 пациенти. Стојковски објаснува дека голем дел од пациентите се јавуваат во доцна фаза од заболувањето и најдобар лек против оваа состојба се воведување на скрининзи, што ќе значи спасување на животи, но значително намалување на буџетот за лекување. На клиниката намален е бројот на пациентки со рак на грло матка поради редовноста во прегледите. Конкретно за гинеколошките бележиме некои намалување на бројот на пациенти, посебно на карциномот на грлото на матката во последниве години. Значи, што може би се должи на некој примарната превенција што е воведена, да речеме, од дамна. Да, за жал, значи тие што ги добиваме се на онкологија се со понапреднати стадиуми на болест. Пациентите од Хема Онко со апел да се најде итно решение за навремена набавка на терапиите со цел да не се чекаат лековите и до 2 недели. Дел од кандидатите за град Скопје и денеска продолжуваат со кампањата за локалните избори. Најавуваат дека во фокусот ќе им биде јавниот превоз, особено БРТ системот, кој повторно се враќа во игра. Покрај за тоа, главна тема е и отстранување на депониите во главниот град. Дејан Трајковски.
БРТ системот повторно се враќа во игра. 70 милиони од Европската банка за обнова и развој, кои со години стојат за негова изведба, ги планираат и Ѓорѓиевски од ВМРО ДПМН и Шукова од СДСМ. Иако првично беа против, Ѓорѓиевски сега вели дека проектот со одредени измени и продолжување на трасите, на кои ќе почне веднаш да работи ако го добие мандатот, ќе може да се имплементира и да се вклопи во замислата која ја има за јавниот превоз во Скопје. Сега ќе бидат ставени во однос на проектот, односно опфатени со проектот и ќе започнеме веднаш по превземањето на градската администрација, односно власта во градот Скопје со реализација на истиот. Зашто? Затоа што од една страна ќе го растерети метежот, БРТ-то, но од друга страна веќе се обезбедени средства. Веќе има заем за кој што граѓаните плаќаат камати. Јас како одговорен човек нема да дозволам да плаќаме камати за ништо. Враќањето и модернизацијата на БРТ системот е еден од клучните во програмата, вели и кандидатката на СДСМ за Скопје Каја Шукова, која ги обвини ВМРО ДПМН дека рециклираат идеи кои изминатиот период ги саботирале. Таа воедно најави дека Вардариште наместо дива депонија ќе стане современа претоварна станица, што е вели и неговата првична замисла. Мојот план е Скопје без диви депонии. И конечно е дојдено време отпадот да го третираме како ресурс. Вардариште е само една од локациите во Скопје како дива депонија, покрај тоа што и претоварна станица, која што во овие 4 години сериозно беше запуштена и не беа направени никакви интервенции за да се затвори како дива депонија, а да ја добие намената која што ја треба да ја има и е имало годиниве наназад, тоа е претоварна станица. На првата пресконференција, кандидатот на Левица Амар Мециновиќ најави дека од утро до вечер ќе биде меѓу граѓаните и ќе разговара со нив наместо на големите митинзи и во отсуство на можност за платено политичко рекламирање. И тој најави дека главниот фокус ќе му биде јавниот превоз. Јавниот превоз е број еден проблем, со него се врзуваат сите проблеми други кои можеме да ги замислиме. Значи ние нашата замисла е да има функционален јавен превоз и да се охрабри користењето на јавниот превоз ексклузивно во град Скопје. Нашата кампања во следните 20 дена потполно се преселува на улица. Значи нема да има бини, нема да има микрофони, ние ќе бидеме од сабајле до навечер присутни на улиците каде што скопјани и секој поединечен скопјанец може да дојде до нас и да разговара. Кандидатот за општина центар на движењето Знам Мирослав Лабудовиќ пак го најави проектот Сјајна патека на водно, со што младите ќе можат и во вечерните часови да се движат и да шетаат на планината, велејќи дека водно не смее да згасне кога ќе зајде сонцето. Иницијативата е, вели, на младите активисти и љубители на водно. Пораките на дел од останатите кандидати гледајте ги на крајот од вестите во изборната хроника. Македонија и Бугарија по изборите ќе го потпишат договорот за изградба на прекуграничниот тунел на коридорот 8, најави министерот за транспорт Николовски. Целта, како што рече тој, е до 2032 да се патува со воз од Скопје до Бургас. Договорот е да Македонија ја изгради третата фаза од железницата кон Бугарија. Првата е изградена, втората се гради во моментов. Бугарија си ги презеде своите обврски, а тоа е да инвестира 1,5 милиарда евра во изградба, реконструкција и надградба на пругата која што оди од Софија преку Радомир, Перник до Ѓуешево, да го изгради делот од Ѓуешево до границата. За делот од Ѓуешево до границата веќе имаат тендери и она што останува е тунелот кој што претходно за жал беше проектиран до пола, сега ќе се проектира целосно. Во продолжение проследете изборната хроника од кампањата. Од мене, довидување до вечерните вести.